Да, драги мои, како што реков, интерактивно ве очекувам. Би сакал оваа дилема да ја споделам, да ја дефинирам, да решам со вас, како и со моите соговорници. Добро вечер, Владимир Голубовски, поранешен подпредседател на ВМРО ДПМН и еден од активните пратеници во првиот пратенички состав на демократска и плурална Македонија. Добро вечер. Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов, меѓутоа истовремено колега од првиот повеќе партиски парламентарен состав на Собранието на Република Македонија со господинот Голубовски. Се сеќам вака, токму пред емисијата говорев со господин Голубовски како помлад новинар во демократска плуралистичка Македонија. Верувам и гледачите, моите почитувани пријатели и фанови на мојот профил Слободан Томиш на Фейсбук и сите тие поддржувачи на оваа емисија, велат прекрасен тандем си поканил кој ги паметиме по големиот број амандмани. Значи дебати, немаше еден надпревар имаше, особено и меѓу вас, кој повеќе ќе излезе, ама не во празен нот да слушаме гротески и тресење глупости како што го имаме во секојдневното наше живење и во сегашниот парламент и претходните и така натаму. Со оглед дека фундаментот се поставил во тоа време, наистина можна е интересно посткомунистичка Македонија да имаме еден силен пратенички состав што да бидам искрен во овие состави ни најмалку според јавното мислење не наликува. На што се должи се до тоа? Му даваме предност, можем да господин Голубовски. Мислам дека тоа се должи на една спонтаност. Сите тие кои што беме од другата страна на таа партија што беше поразена, што го представуваше политички поранешниот систем, бевме влезени со еден ентузијазам, повеќе задоени од една патриотска потреба, дури низ зборот прагматизам, мислам дека многу покасно го научивме, а може би гледајќи телевизија во други состави на парламентот и прашувајќи се зошто такви некои одлуки се донесуваат, кои што ние во свое време одмah ги етикетираме како антимакедонски, антидржавни. Мислам дека тоа произлегуваше од честноста. На некој начин имплицитно, како да обвинувам дека покасно составите во парламентот можеби околу моралниот интегритет да беа проблематични. Нема повеќе да тврдам ништо, но мислам дека и оние што вечерва не гледаат ќе имаат и сопствено мислење околу тие паралели, господин Томиш, што вие сега ги отворите. Так, господин Петров. 1990 година бевме производ на искреноста и љубовта за Македонија во предвечерието на распаѓањето на поранешна СФР Југославија. Денес Македонија е држава, друг е системот на вредности. Не дека искреноста и љубовта е помала кај тие што денес владеат во Македонија, меѓутоа се изостри вкусот на јавноста и на избирачкото тело да препознаваат опции, коалиции, патриотизам и предавство за Македонија. Значи, еден добро интересен влез за вечерашната тема. Коалиција на предавство, ја реков прашалник и извичник. И прочем, и верувам дека режијата тоа така го дефинира и телефонските броји ги имаме. Таа дилема што повеќе пати јас ја представам и ја поставам на дневен ред во оваа емисија Гласот на народот, задоволство ми да ја споделам со вас. Господин Голубовски, вие бевте подпредседател на ВМРО ДПМН. Во книгата на господин Георгиевски вие сте пучиста. Дали сте наистина пучиста? Да, мислам дека не знам колку ќе има простор, но веројатно за прв пат се сочувам со промена на пристапот, особено е вака на дебати пред јавноста. Секогаш сум избегнувал да допирам до самите луѓе, а повеќе до нивните политички ставови да дебатирам. Но мислам дека ова прашање како да ме отвара вечерва да проговорам за една потреба
сепак критички да ја бараме во генетиката на индивидуите кои што учествуваат во македонската политика причините за длабоката политичка криза која што се продуцира. Прочитав јас во книгата Љупчо, кој што јас го створив и сум негов политички ментор. На едно место во книгата за прв пат ме споменува после подолга годишна пауза, каде што тоа наведува во книгата, кога слушнал дека јас му спремам пуч, одма ме тргнале од партијата. Само да подсетам во 90-та година... Здраво позито го чуваме. Да. Сосема други партиски сообщенија Љупчо пушташе по случувањето на Велешко езеро, кога ми беше изнудена оставка. Меѓутоа, мене ме радува што сега во настав на искреност кажал дека личниот страв, дека му е загрозена позицијата која што јас му ја поклонив и му ја одржував, била причина за една политичка екзекуција, но сепак во функција на институции од тоа време кој што го одбра Љупчо ко политички противник по мерка. Да не забораваме дека луѓето кои што ги победиме со поддршка на македонскиот народ 90-та година, тие многу брзо се возвратија на политичката сцена и како поискусни политичари, познавајќи политичката игра, успеава и кадровски да делуваат на другата страна. Дел од таа игра е и како продукт Љупчо, кој што се промовира после мојата оставка од партијата во една политичка фигура која што очигледно уште не можеме да разоткриеме што све и во какви адреси, мисии спроведувала и остане на лоша судбина за македонската политика. Да, само почитувани гледачи, сакам да најдам на разбирање. Оваа емисија не е судски процес или некоја обвинување, да речам, студио во кое ние ќе обвинуваме, сатанизираме и така натаму. Напротив, во оваа емисија јас и минатата, ако се сеќавате, кога беше господин Панде Лазаревски, јас лично упатив порака до председателот на Народна партија Љупчо Георгиевски, како што самиот представува се уште, и председател на Сојузот на Социјалдемократскиот сојуз господин Бранко Црвенковски, да дојдат во гласот на народот, токму во на дуел со народот, да разговарат со народот. Ја останам и натаму отворен со таков предлог да победат и да дојдат да разговарат со народот, да одговарат на прашања на народот. Еве, во контекст на сето тоа, ја дефинираме и темата коалиција за предавство, прашалник извичник. Господин Петров, ви имавте еден текст што ми даде повод вистина да име покана во емисија. Велите вака: Антимоса, че се задржиме тоа, е душман на Македонија, ама Георгиевски веле предрник со тапија. Многу силен и провокативен наслов. Јас никогаш не бев член, ниту денес сум член на ВМРО ДПМН. Ниту сум апологет или адвокат на политиките на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, јас лично и Светскиот македонски конгрес како институција беа жртва на политиката на Љупчо Георгиевски и на ВМРО ДПМН во негово време. Може ли само да му даме на минута на гостинот на телефон, да не би оти инветив дека ќе бидат интерактивни. Добро вечер, кој се јава? Добра вечер. Добра вечер. Гледаш кој почитува вашите емисиите и ваш како вас како водител. Повелите. Најпрви да го поздравам Тодор Петров. За мене е тој македонска икона што се нешто за родолюбието, а сега на темата. Две работи сакам да кажам. Едната беше оној момент кога Љупчо каже дека нашата парина не се навигациони работи, него нешто друго. Мене ми стана јасно дека тој ќе треба да преживе или ќе стане заложник на оние моќници однатор. Тоа е број 1. Број 2. Кога пак Бранко се подеше вечерта пред погибијата на Трајковски, исто така ми стана јасно дека и тој има удел во нешто. Сега, за да опцат двајцата, и физички и политички, тие мора да си ги одработат задачите према моќниците, односно налогодавачите.
Од тука, само по себе, заклучувам. Прашањето ваше, коалиција за предавство. Да. Благодарам многу. Толку. Благодарам многу, господин Петров, продолжите. Предавство не е синтагма за плурализам во демократија. Ниту е право на демократија и слобода на мисла. Демократските општества предавството го дефинираат како кривично дело. Одавањето на државна тајна представува кривично дело, предавство за западните демократии, кон кои нели ние тендираме. Меѓутоа, продавањето на државното име не е слобода на демократија и слобода на мисли и право на демократија. Тоа е кривично дело, веле предавство. Лјупчо Гергиевски беше лидер на партија во време кога декларираше дека е антички македонец. Меѓутоа, кога стана инструмент во служба на странските разузнавачки служби и агенции, со неговите полтрони во Македонија, вршејќи диференцијација во партијата и во државната администрација, тој премина на другата страна. За денес го препознаваме како Лјупчо Бугаринот. Стана пародија на демократијата во Македонија. Од бугарски врховист, преку бугарски државјанин, со декларација дека е бугарин по потекло, до антимакедонец по потреба, не бирајќи средства за навреда и ширење лаги за македонската држава и македонскиот народ во целина. Нам денес тој не е обсесија. Тоа е трајно минато свршено време за Македонија. И за македонците во Републиката, во соседните земји на Републиката и во целиот свет. Ние, реплицирајќи нему во отсуство, бидејќи не заслужува внимание, ги